Многу ми е драго што утринава си со нас токму на ова крунисување за оваа сезона на Утринска телма. Добро ми дојде во овие утрински часови. Добро утро, Марко. Добро утро на сите гледачи на Утринска на телма. Па поводот е како што расте овој град, така заедно со градот и јас, еве веќе 61 година од земјотресот, јас полни 61 година сум во Скопје, роден скопјанец, на улица Марксова 28, наспроти сегашната соборна црква. Баш во срцето на градот си бил. Тогаш била Пиринска 28. Тоа утро во 5:17 часот сум имал 6,5 месеци и според зборувањата на мојата покојна мајка, значи сме спиеле и во едно време кога се случил земјотресот, значи таванот во собата кај што сме биле, фактички почнало се да се руши и она ме покрила фактички со незиното тело, бидејќи се откачила некоја цигла. Аха. И тука била, на таа страна сум лежал во тој момент. Инаку да подсетам, сите ние скопјани имаме некои трагични моменти во тој дел, фактички земјотресот 1963 на 26 јули. Само да прашам, дали Свети Арангел. Фотографија претпоставам дека беше со твојата мајка? Да, не, тоа е тетка ми, иначе јас како дете сум бил плав. Како што можам да забележам од фотографиите, да. Како што можам, еве тука ги имаш на поголем екран. Тоа е тетка ми, фактички тоа е мојата втора мајка, тетка ми Пена. Ова сум јас, значи као малечок, значи многу сакав да возам велосипед и ден денеска возам велосипед. Не знам, негде до кај 5-6 деление бев плав тага некако, па после валјда од секираци потемнев. Не знам зошто. Не би рекол да ти кажам, ама. Инаку сум имал виткана коса и секогаш некако сите ме мешале кога сум бил мал, како дете мислеле дека сум девојче, пошто ептен била таква косата плава. Ова сум веќе во седмо деление, инаку учев во Владо Тасевски школото, денеска Лазар Танев средно училиште во Козле. Ако не се лажам, таа фотографија црно-бела каде што се звонарките веќе се 70-тите, така? Да, тука сум седмо оделение. Седмо оделение, уште од малечок имав изграден стил благодарение на мајка ми. Да се навратам на земјотресот, имам една слика во главата останата, валјда најверојатно тоа е старото радио Скопје наспроти баш каде што сега се наоѓа соборниот храм. Тука поминуваше една улица и тука се наоѓаше радио Скопје, старото. И некако низ магла ми текнува дека поминував со мајка ми негде, имаше големи рушевини и се уште ми стојат сликите на тенкови кои беа тука и камиони. Да, колеги, мислам дека имаме некои повторно видео снимки од земјотресот, може да ги пуштите како илустрација на разговорот. Најверојатно останати се како така некои сеќавања од земјотресот. Инаку сите ние скопјани имаме некои си последици и трауми од тоа време. Јас не се сеќавам. Мојата семејство имам изгубено едно цело семејство во зградата кај што се наоѓа наспроти полициската станица Карпош. Ваши соседи? Тоа ми се роднини, цело семејство, мојот вујко Вангел, вујна ми Ники, братучедот Љупчо и Звонко погина 4 члена семејство ми погина за земјотресот. Тоа беше голема траума за нас како фамилија. И можам да кажам дека Скопје од тогаш навака, значи прогласени како град на солидарност, па знаеме дека во Скопје прв пат во времето на студената војна се среќаваат американските сојузнички сили и Советскиот сојуз на едно исто место. Значи тоа беше таа солидарност каде што
политиката Се заборави. се заборави во тој момент. Сите помагаа за градот Скопје да изникне од Фениксот и да стане еден урбан и прекрасен град, што можем да кажем сите ние треба да го негуваме и да го сакаме, бидејќи тоа е нашиот дом. Да, меѓутоа како што често знаеш да кажеш дека новите генерации можеби не го почитуваат законот на градот на солидарноста, токму поради тоа што понекогаш забораваат на овие состојби и минати приказни, чисто како баш град кој што изникнал од пепелта. На некој начин да се делегираат емоциите и да има взаемна поддршка и љубов за понатаму да опстои вистински. Бидејќи како што видиш во еден период кога го обновуваат овие над 87 нации, градот добива нов урбан лик, нова надеж, нова љубов и тоа некако се пресликува во оние 80-90 години, всушност кога ги имаше тие фотографии, се чувството е спокој на нешто што останало како чемеријат од минатото, ама со надеж за новото утро. Марко, 80-тите и 90-тите години дали системот тогашен така не научи, мислам дека постоеше голема љубов меѓу граѓаните на град Скопје. Постоеше она што се вика солидарност, секој на секого му помагаше. Мислам дека таа солидарност некако се изгуби во моментов и го немаме тој дух на солидарност. Почна да владее некој си егоцентричен, внатрешно, немирен дух на луѓето. Некако станавме многу себични. Не знам дали ние можеме да си помагаме како што било тоа во 70-тите и 80-тите години. Жалосно е тоа да се каже. Скопје расте и веќе град препознатлив на Балканот по многу нешта, но сепак мислам дека урбанизацијата направи она што беше драшта на Скопје, го изгуби тој дух и пренаселеноста направи голем проблем што не знам дали градските татковци размислуваат дека Скопје ќе расте и ќе живее и понатаму, дека се е менливо. На Скопје му фали инфраструктура. Сите мислеа дека ние во Скопје ќе живееме со некои мали автомобили, како што беа за тоа време Фичо, Застава 101. Прости, далечната 79-та со овие видео снимки кои што можевме да ги дадеме од својата собствена архива, а и меѓу другото некои од препознатливи објекти се уште обстојуваат и Тоа е градски зид 79-та година. Значи тоа му даде еден дух на градот, каде што беше значи она препознатливо центарот на Скопје. Сега Скопје мислам дека го изгуби тоа затоа што премногу се гради, али инфраструктурата е најголемиот проблем во Скопје. Тоа е значи немаме сообраќајни улици. Немаме толку сообраќај, а немаме улици. Вака денес изгледа од птичата перспектива Скопје. Скопје треба да размислуваат градските татковци што повеќе да има улици, бидејќи имаме премногу возила и до негде мислам се сложувам сите на велосипед или на било каков спорт, но сепак нас ни фали дали она што се вика урбанизација не дозволивме да градиме што повеќе улици, мислевме дека ќе останеме така као денес за утре, а не да размислуваме за 100 години дека овој конгломератот Скопје ќе прерасне толку голем град. И убавината на Скопје не е само центарот, него секој е мало. Така е. Ја оние стари мало како што биле Маџар мало, Пајко мало. Најбавите сокаци викалат. И Дебар мало, тоа све е веќе урбанизирано и го изгуби своето значење. Да, непрепознатливо. Затоа велам дека можеби си еден од оние ветерани за тие ретро жуки кои што ги носиш сива овие години. Иако знаеш да кажеш често пати во сите твои изјави Скопје ми е вистински дома и тоа некако се пресликува всушност како ти како Скопјанец урбан лик и нема кој не те знае. Од оние фотографии кои што може да ги погледнеме од тебе 90-тите со тие сите музички легенди,
Сакам да прашам, без грижи, слободно земи си здив, и јас само ќе кажам дека често пати знае телефонот да ти изгоре, што се вели, од звонење, кога ги правиш тие ретро забави за секогаш млади, вечно млади, forever young. Може ли само да ја избегнем информацијата дека велиш во некој свој изјави од годинава дека тоа ќе биде последната забава која што ја правиш за стари и Скопјани и за новите генерации, и дека ќе ни ветиш, како што ми кажа зад камери, дека следниот месец март можеби ќе донесеш музика. Да, ја мислам дека ќе биде тоа идната година во март месец, точно на 22 март, пак нашиот познат празник Младенци. Секогаш е моја иницијатива да го направам денот да биде за сите генерации, мојата позната, мојот слоган што го кажувам секогаш, за генерациите кои пораснаа и никогаш не стареат. Така е. Ќе биде големо изненадување. Сме во преговори со една многу позната светска група. Инаку да се навратам, 80-тите и 90-тите години на Скопје имаше многу позитивен дух меѓу младите и меѓу граѓаните на Скопје. Сите се поздравуваа. Не знам, можда сега во населбите и во старите мала се уште се задржани оние традиционални, да кажам, наутро кога ќе излезеш од својата порта и да ги поздравиш комшиите со едно добро утро. Веќе во големите урбани населби, во зградите, тоа веќе го нема. Не е препознатлив тој момент. Едноставно, мислам дека тоа добро утро, добар ден и како што научија нашите постари, се изгуби. Не знам зошто, некако градов ја изгуби онаа убавина, али сепак треба да се потрудиме сите заедно да го вратиме тој живот, ако може, барем дел од она минато, што имаше една симбиоза на насмевка и на убавина на Скопје. Тоа мислам дека му треба награда. Да, имено, чинам дека март беше повторно во Јане Сандански, каде што рекордно се продадоа билетите за Forever Young или вечно млади журката. Да, таа ретро журка, значи оваа година што беше, за прв пат, јас не се сеќавам дека основоположник на ноќниот живот, да се продадат десетина дена пред да биде настанот. Едноставно ме изненади и имаше прекрасна публика каде што продефилираа луѓе од 35 години па до 75 години и многу добро се забавува. Имено. Често знаеш да кажеш дека, ќе го цитирам Цајо, вели, штубо ми беше порано кога ги немаше Facebook, мобилните и социјалните медиуми, ќе се јавиш на старите добри црни телефони и ќе зборуваш со својата партнерка, другарите со сати за 100 динари месечна претплата, а сега ќе те газат со телефонски сметки од 50 до 100 евра. Како и да е, дискотеки топ со музика и луѓе нема луѓе од рудиментарните средини. Меѓутоа, повторно ќе кажам, убава децентрализација во тој период, спортска, културна. Едноставно, некој од кафулињата кои што работат во прво време до 23 часот, а подосна од 86 по полноќната забава до 3 часот наутро. Затоа имаме многу повеќе убав живот, време и сите благодати што ги знаевме да ги цениме. Е тоа нешто што сакаш да го пресликаш и да го споделиш како приказна за новите млади генерации. Па мислам дека социјалните мрежи го направија своето. Нас не од туѓија. Едноставно немаме дружење, многу ретко наоѓаме моменти да ние како луѓе бидеме седнати на една софра, освен кафеани и домашни забави кои веќе се ретки. Порано беше интензитетот многу поголем. Едноставно луѓето сакаат да се дружат. Мислам дека треба тоа да се врати назад. Луѓето што повеќе да имаат време за дружба меѓу себе. Еве, јас не памтам. Порано роднинските врски беа многу големи. Сега луѓето се гледаат многу помалку. Си одевме дома по дома, значи буквално
вујковци, тетки, братучеди и така натака, веќе тоа некако како да стана минато. Врските го направија своето. Луѓето доаѓаат во касните часови дома и додека седнат на ручек и додека се одморат, времето поминува, едноставно нема време за социјално дружење. Така е. Немаме време да посветиме на најблиските кои ни се дел од фамилијата. Не можеме да отидеме на гости како што беше своевремено, барем еднаш неделно кај некого на гости. Сега се гледаме на слави, на свадби и така натака. Мислам дека се изгуби некако драшта. Се надевам дека Скопје ќе го врати тој дух и еве да се навратам на она што се кажува денеска е 26 јули, Свети Арангел, голем празник. Се надевам дека скопјани нема да го заборават земјотресот кој се случи 1963-та, ќе живеат и ќе го негуваат. И да ги подсетам сите, ќе дадам една иницијатива. Овој ден треба да биде како неработен, бидејќи Скопје изникнува 1963 од Фениксот. Фактички Скопје е град кој почнува да живее од овој ден. 61 година Скопје израсна буквално од пепелта и стана град на солидарност. Солидарноста треба да ја имаме во себе и треба секој на секого да си помага. Да, вистински во нашите дамари. Ти благодарам уште еднаш за ова исклучително гостување и да го кронисаме ова ново издание и последно за сезона на Утринска антилма. Се гледаме, ми ветуваш јавно и на гледачите дека се гледаме на новата следна забава на Скопје ретро журка Forever Young со нашиот Милорад Цајич Цаја.